друго, ти би брзо, ја полако. И зато баци писмо или главу, ко губи има право на љубав. Македонија стана дел од Хајп звезди, првото регионално музичко шоу без класични правила, сценарија или ограничувања. Во овој проект единствените предуслови се талент, харизма и способност да се освои сцената. Аудициите се одржаа во бројни градови низ регионот, а интересот беше огромен. Илјадници надежни пејачи и уметници се пријавија со една цел – да бидат препознаени од стручниот, но и нетипичен жири составен од музички професионалци и дигитални иноватори. Откако завршија аудициите во градовите Бања Лука, Сараево, Шабац, Тузла и Ниш, наред дојде и Македонија, која уште еднаш покажа дека изобилува со извонредни музички таленти. На сцената настапија кандидати од сите краеви на земјата, од Скопје, Кавадарци, Тетово и многу други. Жирито во состав Мираш Корик, Аца Лукас и Зоран Беочанин Сотир не го криеше своето воодушевување од некои од кандидатите кои веќе станаа нивни фаворити. Меѓу нив особено се издвои името Слободанка Тасева, која буквално го освои жирито без зборови. Нејзиниот настап беше проследен со громогласен аплауз и прекрасни коментари. Емоциите беа толку силни што Слободанка видно трогната и во неверување едва ги собра мислите додека зборуваше со нас по настапот. Таа активно се занимава со пеење, има свој бенд и е дипломиран оперски пејач. Слободанка, најпрво сакам да ти се заблагодарам што после настапот одлучи да разговараш со нас по повод твојот настап на Хајп звезде и аудицијата во Скопје. Настапот беше извонреден, како што можевме да проследиме. Еден од фаворитите на жирито си. Кажи ми како се одлучи да настапиш на аудицијата и што те мотивираше да се пријавиш? Па, за одма да кажам, поради моите години, 27 моментално, нон-стоп имав некои обиди во смисол дали воопшто сакам да почнам да пеам поп музика или некој друг жанр, бидејќи сум дипломиран оперски пејач и мислев дека нели ќе се задржам на тоа, не дека се оддалечив, но сакав само да пробам, да видам дали можам од оваа страна исто така. Како друг жанр на музика и еве, имаше некоја опција нели сега за оваа аудиција и се решив самата, мислам со никој не споделив, се пријавив, реков окей, ајде да пробам, па нели нормално проба е проба и успеа добро, мислам, фала Богу. Дали очекуваше ваква силна реакција од жирито? Искрено не, бидејќи секогаш одам со таа некоја резерва во себе, што ја имам. Не да кажам слаба сум ја сега или не сум спремна, тоа го нема, но никогаш не одам со преголеми очекувања. Ете, затоа беше и таа позитивна страна од нивна страна. Кажи ми, постои ли коментар што особено ти значеше од жирито? Да, од сите тројца, реално. Од Мира, од Аца и од Зоран. Искрено не ги очекував тие реакции, бидејќи веројатно не ни бев свесна јас што прикажав пред сите тие луѓе во просторијата. Кажи ми, дали ти се занимуваш со музика, пошто вака ми изгледаш како искусна пејачка веќе некое време. Раскажи ми малце за тебе, од каде е талентот, дали настапуваш, имаш ли свој бенд? Талентот не беше откриен на мои 10 години, па по некое време, нели, различни професори, музичко нижо и така, ме дознаа дека уствари имам некој талент, па почнав со запишена бев на соло пеење. Потоа тие 8 години ги поминав таму, во Кавадарци, од таму каде што сум, па дојдов тука во средна школа. Исто да студирам мислам да учам пеење, па во студии исто во Скопје, оперско го завршив и така и го дипломирав. Иначе да, се занимавам со музика. Имам различни настапи, имам свој бенд. Недолго, значи само 1 година се занимавам, али ете, сватив дека можам на сцена. Дали може би сакала да соработуваш во иднина со некој член од жирито? Секако. Нормално, тоа ми е исто така чекор за мене, а и чест. Нормално, дај Боже. Кои се твоите планови за понатаму за во музичкото шоу Хајп звезда?
Па само се надевам на да ги исполнам сите тие барања што се од самото музичко шоу, а да си се прикажам јас таа што сум или на природен начин, значи да нема нешто што не сум да го прикажувам. Тоа. Дали им соопшти на твоите членови од семејството, на најблиските, дека помина, какви беа реакциите? Пред се, затоа што пак ќе кажам, не споделив толку како да представам сега тоа, пред да дојдам на аудиција, не го кажав тоа во мене што го чувствував кон нив. И сега кога поминав, се јавив нормално и нормално реакциите се срекни, нели? Очекувани. Очекувани и се тоа, така е. Што би направила доколку победиш? Што би направила доколку победам? Стварно не знам. Не знам. Сум имала јас победи на онаа страна од, пак ќе речам, оперскиот дел, на различни надпревари по Балканот, али за вакво шоу уште и се уште не знам, бидејќи не сум имала искуство. Сигурно ќе се смени малце животот. Ти благодарам многу, ти посакуваме многу среќа и горди сме што имаме ваков представник од Македонија кај Србија. Фала ви многу уште еднаш, фала ви. Нејзината појава и интерпретација недвосмислено најавуваат дека ќе биде едно од најзвучните имиња во понатамошниот тек на шоуто. Во моментот аудициите се одржуваат во Подгорица, а веќе на 16 мај тимот на Хајп Звезди пристигнува во Загреб. Финалниот круг на аудиции ќе се одржи во Белград во 2 дена, на 19 и 20 мај, поради огромниот интерес. Досега на сцената настапија многу талентирани уметници, а очекуваме уште толку и повеќе. А ако и ти мислиш дека си следната Хајп звезда, пријави се онлайн или на лице место во еден од договорените градови. Наградниот фонд изнесува 100.000 евра. Можеби токму ти си новата звезда под естрадното небо. Те очекуваме. Ти си цај што лудуе. Ти си цај што нема знам. Мало наде устајем да будеш еднako добар као што сам ја. Jednako dobar kao što sam ja.